Учениците во основно и во средно образование добиваат учебници бесплатно. Но тоа што нивните родители не ги плаќаат тие учебници директно од џеб, не значи дека навистина се бесплатни. Само лани, тие учебници чинеа 5,5 милиони евра, платени од државниот буџет, односно од даноците што се собираат од сите граѓани. Ученикот што ќе го оштети или изгуби учебникот пак, има алтернатива да си го купи од книжарница. Со законските измени од 2018 година во Законот за учебници се даде можност издавачите, освен на Министерството за образование, да продаваат учебници и во слободна продажба, но при тоа цената мора да биде иста како онаа по која што ги откупува државата. Вие тврдите дека нема разлики, дека по иста цена ги продавате? Нема, по истата цена, да. И на МОН и во слободна продажба, на сите учебници. Во минато неделната сторија на 360 степени откривме дека оваа законска обврска не се почитува. Например, издавачката куќа Арсламина, која продава најмногу од така наречените Кембридж учебници на државата, на владата, со тоа и на буџетот, им наплаќала речиси двојно повеќе по учебник, отколку што таа книга ја продава во книжарница. Со објаснување дека станува збор за грешка и за стар тираж од време кога учебниците биле поевтини, неколку часа по снимањето, издавачот ги изедначи цените и онлайн и во книжарниците. За четврто и за петто математика. Само учебници или рак? Учебникот колку е? Па имаме нови цени. А зашто нови? Па не знам, сега ми стигнал, не знам. Но зошто се дозволило државата да плаќа значително поголеми суми за учебници кои на слободниот пазар се продавале поевтино? Во потрагата по одговори наидовме на правен апсурд. Според законското решение, никој не е надлежен ниту да ги контролира издавачите, ниту да ги казнува, иако различните цени може да бидат индикација за криминал. Од Државниот просветен инспекторат, институција која е главен надлежен орган за спроведување на Законот за учебници, велат дека контролата на продажните места не е нивна работа. Не, si inspektorat shtetëror i arsimit nuk jemi kompetent që të realizojmë inspektime në shtëpitë botuese, por as edhe për çmimin e shitjes. Por në bazë të nenit 5 të ligjit për trajtimin e parashtresave dhe ankesave, kërkesën e kemi deleguar deri te institucioni përkatës gjëgjësisht në Inspektoratin Shtetëror të Tregut. Dhe ato pastaj do të vazhdojnë me inspektimet. Дописот минатата недела стигнал до Државниот пазарен инспекторат, но и оттаму креваат раменици. Посочуваат дека пазарниот инспекторат постапува по Законот за трговија и дека немаат ингеренции да постапуваат по Законот за учебници. Додека пак по член 26 вика дека е предвидено дека надзор над спроведување на одредбите од овој закон е Државниот просветен инспекторат. Што значи дека Државниот пазарен инспекторат е ненадлежен да постапува и врши инспекцијски надзор во однос на продажба на учебниците на слободниот пазар од страна на субјектите кои што ги продаваат. Иако законски е предвидено дека откупната цена на учебниците во книжарниците мора да е иста со таа по која ги откупува Министерството, од пазарниот инспекторат велат дека не може да ги контролираат слободните цени на пазарот. Овој закон не е закон во доменот на Државниот пазарен инспекторат и сметам дека не сме институција која што треба да го толкува законот. Она кое што сакавме да излеземе во пресред како и на медиумите на вас, така и на Државниот просветен инспекторат и тоа го пишавме во писмена форма е доменот каде што ние постапуваме. Така да тоа е тоа. Дека според постојниот закон не е предвидена институција која треба да ги контролира цените на учебниците, ни рекоа и од инспекцијскиот совет, под чија закрила се сите инспекторати. Простор за постапување не гледа ниту обвинителството. Печатењето, авторските права, меѓусебните односи во врска со учебниците за образованието се предмет на законски одредби за чие непочитување следат прекршочни казни и обврски кои произлегуваат од договор меѓу правни субјекти. Од тука, секој излегување од законските одредби или непостапување според договореното е предмет на прекршочна постапка или пак постапка пред надлежните судови. Доколку пак физички или правни лица имаат сознанија за сторени кривични дела во нечие постапување, за истото, согласно закон, треба да поднесе пријава во обвинителството или МВР. Министерката Мила Царовска признава дека законот е недоречен и уверува дека ќе се бара решение. Има укажувања, можеби не официјални, но неофицијални, дека законот е направен така што
нема прекршочни одредби, нема санкции предвидени во случај на ваква разлика. Повисока цена за МОН, пониска цена во слободна продажба. Законот утврдува дека не смее тоа да се случува, но понатаму не се разработува, но откако ќе добиеме информација од пазарниот инспекторат, ќе се разгледаат сите можности и ќе видиме кон што ќе се понатаму посветиме да го разгледуваме ова прашање. Прашањето за цените на учебниците, кои значително се менуваат од година во година, стана актуелно по неуспешниот старт на годинешниве преговори за откуп на учебници. Меѓу оние што не почнаа преговори се и издавачите Арслам и на Јарберија Дизајн, кои одбија да приложат договори за авторски права и формула по која ја формираат цената за учебниците. Ова е 9-ти кабинет, за прв пат се бара нешто што нема врска со постапката. Не сме знали за вас, така не. Тоа се двете фирми кои од 2014 година со закон практично имаат монополско право врз Кембридж учебниците и од тогаш само од учебници имаат приходи од околу 30 милиони евра од државниот буџет. Сега, освен што од нив се бара да објаснат како ја формираат цената за еден учебник, треба да достават и доказ дека поседуваат авторски права и одобрение од Институтот Кембридж. Овие прашања ги чешла Државниот просветен инспекторат. Inspektorët tani më janë në teren në disa shkolla dhe do të inspektohet, si që thash edhe më herët, do të inspektohet se librat që përdoren në shkolla janë të adoptuara në pajtim me programën mësimore të adoptuar të Cambridge-it. Dhe sigurisht edhe do të kontrollohen se a janë të miratuara nga shërbimi pedagogjik në kuadër të Ministrisë Arsimit. Додека се проверува какви учебници купува државата, преговорите за овогодинешниот откуп засега се на стендбај. Царовска вели дека ќе му се даде нова шанса на процесот, но дека останува барањето издавачите да прикажат доказ за авторско право и да кажат колку ги чини. Арслам и на Јарберија Дизајн засега доставија само изјави во кои тврдат дека ги поседуваат правата за учебниците. Нивниот став е дека веќе еднаш ги докажале авторските права, кога добиле одобрение од државата за нивните учебници. Кој е во право?